Додека снабдувањето со храна се одржуваше нормално, денес мерките воведени за спречување на ширење на вирусот почнуваат да го нарушуваат снабдувањето со агропрехранбени производи во пазарите. Секторот земјоделство доживува значителна промена, а колку се штетни овие влијанија ќе се покажат за безбедноста на храната, екзистенцијата на земјоделците и другите инволвирани во зинџирот на снабдување. Во голема мера ќе зависи од одговорите кои ние треба да ги дадеме во оваа борба, а да одговорат на здравствената криза, да управуваат со последиците во економијата и да се обезбеди непречено функционирање на пазарот. Анализите покажуваат дека влијанијата врз трудот се од посебна загриженост. Како голем предизвик се јавува сезонската поварувачка на труд или трудоинтензивно производство, каде кризата значително ја намали расположивата работна сила во секторот, а недостигна работна сила доведува до загуби и на производство и на нови пазари. Во многу земји веќе се забележани тешкоти во обезбедување на сезонска работна сила и се соочени со дополнителни трошоци за производство и дистрибуција како резултат на здравствените и безбедносните мерки кои се воведени за намалување на излеженоста на нивната работна сила. Од друга страна, ова пандемија представува сериозна закана за безбедноста на храна, нарушување во одредена мера предизвикува создавање притисок врз зинџирот за снабдување на храна, каде акумулација на вишок доведува до зголемување на загубите на храна. Обезбедувањето на храна ќе бара силни и флексибилни пазари кои можат да одговарат на смената на побарувачката и на самите потрошувачи и да се прилагодат на ограничувањата што произлегуваат од мерките спроведени како одговор на пандемијата COVID-19. Ова значителна промена во понуда и побарувачката го става под притисок целиот зинџир на вредности. Производителите ќе го прилагодуваат производството и дистрибуцијата, но сепак ќе имат потешкоти да го одржат својот бизнис. Иако постојат многу неизвестности и ситуацијата продолжува да се развива, искуството со минатите кризи можеби ќе дадат увид во некои активности што може да се преземат за да се ублажи влијанието на COVID-19 врз земјоделскиот сектор и тоа во насоки на олеснување на трговијата и логистиката на движење на прехранбените производи. Решавањето на системите за непречено функционирање на зинџирите за снабдување со храна, спречување со потенцијални вишоци да не прераснат во потенцијални загуби на храна, како и пристапот до основните земјоделски производствени инпути, како што се нафта, семења, пестициди и слично. Сепак, најбитно во овој период е системскиот пристап во спречување со кризата, со вклучување на сите чинители во секторот, интензивна соработка со сите засегнати страни, академијата, како и домашни и меѓународни организации за идентификување на слабостите и ранливостите во земјоделското производство и системите за преработка и дистрибуција на храна. Затоа уште еднаш ја поздравувам ова сесија на Националната конвенција за Европска унија во Република Северна Македонија и ви посакувам успешна работа во денешната дебата. Ви благодарам.